Јавниот сервис кој функционира како партиска телевизија на ВМРО-ДПМН наликува на криминално дувло. Денови од раководната позиција си замина директорот Ефтим Гаштов. Тој си замина, но стана со мнежите за тежок криминал. Најголемиот дел од последниот ревизорски извештај говори за сериозни финансиски проневери, за склучување договори во 4 очи и за нереално прикажани приходи од реклами. Ревизорите воедно забележуваат: само за 3 години владата префрлила повеќе од 30 милиони евра на македонската радиотелевизија, спротивно на законот за радиодифузна дејност, пари за кои не постои никаков отчет и никој не знае за што се потрошени. На крајот на 2010 година македонската радиотелевизија има неизмирени обврски спрема државата, што од даноци, што од придонеси, во износ од неверојатни 215 милиони денари. Само висината на тужбите против македонската радиотелевизија се во вредност од преку 63 милиони денари. Договорот на Слободан Томич за емисијата Отворено со народот е целосно нетранспарентен, без прецизирање на бројот на емисии, цената и вредност. Одговорните во македонската радиотелевизија само минатата година потрошиле над 118.000 евра за набавки спротивни на законот за јавни набавки. Наплаќањето на радиодифузната такса од граѓаните се врши врз основа на регистар кој неточно, нецелосно и невистинито ги утврдува побарувањата за наплата. Во исто време, додека граѓаните плаќаат за партискиот сервис на ВМРО-ДПМН, членовите на Советот на македонската радиотелевизија си доделиле надоместоци за една година во вредност од речиси половина милион евра. Се поставува прашањето: дали владата спроведува и толерира криминал во партискиот сервис, додека во исто време води лажна борба против криминалот и корупцијата? Владата за ова молчи, јавниот обвинител од поодамна го преспива криминалот на оваа влада, а за недокажан долг се затвори најстарата и најгледана приватна телевизија А1. Од друга страна, власта прави се да ја затвори и А2 телевизија, која веќе го измери долгот кон државата од 100.000 евра. Истата таа влада на ВМРО-ДПМН спротивно на законот на македонската радиотелевизија и дава милионски суми пари. Се во ова е потврда дека владата применува селективна правда и бескрупулозно се пресметува со политичките неистомисленици. Додека партискиот кадар на Никола Груевски, Ефтим Гаштов, си замина без да понесе одговорност за незаконски потрошените милионски суми народни пари, ВМРО-ДПМН веќе подготвува нов партиски кадар кој ќе продолжи од јавниот сервис да прави приватна телевизија на владеечката партија. Нема да не изненади ако владата, како многу пати досега, наместо да ги повикува на одговорност, да ги наградува државните функционери за чија работа ревизорите утврдиле незаконско и ненаменско трошење на буџетски средства со ново работно место. Благодарам. Доколку има некој прашање, повелете. Може дори да дебатам на темата за јавен сервис. Ако ме разберат добро, сакате да кажете дека веќе однапред познат новиот извршен директор на јавен сервис без оглед тој што се бира од управен одбор, ама на конкурс, нели така е законската одредба? Па јас не сакам да влегувам во шпекулациите кои што постојат во јавноста. Не би ми изненадило ако човекот кој што е одговорен за еден портал кој што е, знаеме како функционира, кој што веќе неколку месеци се појавува во македонската радиотелевизија, дека тој ќе биде наследникот на господинот Ефтим Гаштов. Времето ќе покаже дали господинот од докажан функционер на ВМРО-ДПМН од тој портал ќе се префрли во македонската радиотелевизија и дали господинот Гаштов ќе добие некоја повисока и подобра позиција од ова колку што сега имаше. Благодарам.